Традиционално, во знак на благодарност за постигнатите резултати на спортски план во текот на изминатата година, Општина Кочани организираше свеченост на која ги додели наградите и признанијата за неуспешните. На едно место се собраа младите членови на спортските екипи од општината кои ја одбележаа 2019-та со постигнувањата во своите области, при што и официјално беа прогласени најдобрите поединци и екипи. Како што веќе информиравме, годинава за најдобар спортист беше прогласена каратистката Мартина Шахинова од карате клубот Партизан, која според освоените признанија и медали на домашните и меѓународни надпреварувања заслужено ја понесе титулата. Супер да се биде дел од најдобрите оваа вечер. Оваа година за мене беше една од неуспешните, тоест најуспешна до сега и одбележав со доста резултати оваа година, како Балканското првенство, 2 бронзени медали и државните првенства на многу меѓународни првенства. За мене е чест да се биде спортист на Кочани и благодарам многу на моите тренери, на моите пријатели, родители, семејство кои беа сегогаш тука со мене, ми даваа доволно подршка и напорната работа сегогаш се исплати. Признанието за најуспешен млад надежен спортист за 2019-та го доби клубскиот колега на Шахинова, Филип Стојанов, кој во својата категорија исто така имаше најмногу резултати. Минатата година беше многу напорна и со многу труд се исплати се и оваа година ме избра за млад надежен спортист. Најважните награди ми беа државното првенство на кое освоих прво место, Тетово Опен, кој беше многу тешко и така освоих второ место. На Балканското првенство учествував, но за жал не земав медал и имаше многу други надпревари. Во изборот на 10 млади спортски надежи влегува и Дино Лазаров од кошаркарскиот клуб Баскет Дино, Наталија Карова од карате клубот Кочани, Стефанија Павлова од џудо клубот Гладиатор, Иларија Цветкова и Лука Цветков од клубот за гимнастички спортови Кочани, Антонио Јаношевиќ од истиот клуб, Благојат Тасевски од карате клубот Партизан, Младен Василов од кошаркарскиот клуб Баскет Дино и Николче Ефремов од фудбалскиот клуб Фудбал Старс. За неуспешна спортска екипа во 2019-та е избран карате клубот Партизан, а неуспешен тренер е Оливер Коцев од истиот клуб. Сакам да се заблагодарам исто така на сите членови во карате клубот Партизан од Кочани, пошто тоа е и нивен успех, и исто така и на родителите на нашите членови кои што несебично не поддржуваат и ни помагат како за време на тренинзите, така и за време на самите надпревари. Карате клубот Партизан од Кочани изминатата 2019 година постигна одлични резултати. Како клуб учествувавме на 13 надпревари, од кои три беа изборни турнири, државни изборни турнири, 2 балкански првенства и останатите турнири беа на меѓународно ниво одржани како во рамките на нашата држава, така и надвор од нашата држава. Овде сакам да ги, како позначајни резултати, сакам да ги истакнам освоените 3 балкански бронзени медали, кои што ги освоија Петров Ѓорги и Мартина Шахинова. Исто така позначени резултати се 3 златни медали освоени на многу силниот меѓународен турнир Никон Опен во Софија, што се одржа во март месец. Таму настапивме со 6 надпреварувачи, освоивме 3 златни медали. Таа е многу силен турнир, пошто настапија негде над 1200 надпреварувачи од 22 држави од светот. И како позначен резултат сакам да напоменам дека 7 наши членови се здобија со самите изборени пласмани на државните првенства, се здобија со статусот на репрезентативци и настапија на 2 балкански првенства, едното во Бања Лука за деца од 10 до 13 години, а другото беше во Скопје за кадети, јуниори и U21. Признанието за неуспешен спортски работник во минатата година му припадна на Драганчо Димитровски, председател на судискиот актив при Општинскиот фудбалски сојуз од Кочани. Признание е големо за мене лично. Судискиот актив веќе функционира 40 години. Последните 10 години стагнираше. Откако дојдов како председател на судискиот актив при ОФС Кочани, мора да нагласам, при ОФС Кочани, овие 2 години
успеавме да го подигнеме нивото на судии. Така да, моментално имаме судија главен на единствена прва и втора лига, тројца други судии на асистентска листа, со намера дека ќе има поголем број одзив на судии во наредниот период и се надевам дека во догледно време и ќе испадне некој меѓународен судија. Доколку некој не е можел да успее во тоа, на идните генерации и пожелувам успех и многу награди и признанија. За најдобрите во спортот во минатата година беа обезбедени и награди. За најдобриот спортист од општинскиот буџет се обезбедени 10.000 денари, а по 6.000 денари добија најдобриот тренер, најдобриот спортски работник и најдобрата спортска екипа. Сепак зачудува зашто слични награди не беа обезбедени и за младите спортски надежи, кои исто така со своите резултати успешно ја промовираат општината. На свеченоста на прогласувањето на најдобрите во спортот признание имаше и со фудбалскиот клуб Осогово за придонесот со активностите и промовирањето на социјалните мрежи.